Никогаш не сме зборувале за емоции во школа. Лутината не мора да значи дека си лоша личност. Научив да препознавам што е токсична врска. Понекогаш е доволно само некој да те сослуша. Знам кога да кажам не. Не учат како да ги решиме робенките, но не и како да се носиме со анксиозноста, стресот или солзите што ги криеме. Научив дека е во ред да кажеш дека не си окей. Порано мислев дека треба да ги крием емоциите, но сега ги разбирам. Затоа зборувај, отворено и искрено. Сега знам дека лутината е емоција, не е проблем. Знам да препознам кога сум на рап на избавување. Лутината не е грешка, тоа е глас кој бара разбирање. Научивме дека не сме слаби кога паузираме, туку зрели кога се консултираме. Стоп, диши, размисли. Научив дека не е целосен одговор. Сексуалното здравје не е табу. Тоа е дел од нашето здравје. Имам за право да бирам што ми е пријатно, а што не. Разговараме за телото, за изборот, за границите, за тоа што ни е пријатно, а што не. Знај докаде ми е границата. Некогаш сум бил сведок. Научив дека молчењето не помага. Не е шега ако некој страда. Секој заслужува безбедно место. Дома, на училиште, на улица. Булингот не е само физички. Понекогаш некои удари не ги не гледаме. Научив дека поддршката започнува со храброст. Нема повеќе да молчам. Првпат зборувам за притисокот од друштвото. Сватив дека понекогаш сме тивки, но притисокот во нас е гласен. Преку работа, игра и разговор научивме како да кажеме не, дури кога е тешко. Зависностите не се само лош избор, тие се и повик кон помош. Изборот е твој. Сватив што е здрава комуникација. Не секоја врска е здрава, но тоа е сосема во ред. Сега дека знаеме кога треба да се тргнеме. Научивме дека љубовта не е таа која што повредува. Повредува тишината, стравот и контролата. Зборувај, гласно и храбро.